не гужвај во студио затоа што имаме многу гости, што од луѓе, што од кучиња. Така што во секој случај, како ако не следите од самиот старт, знаете дека ви споменавме и ви најавивме, денеска се дружиме со Лајка или јавното претпријатие и представници од нив, а и представник во вид на куче, кој што треба да го вдомиме. Тоа стандардно го правиме, но пред да започнеме со разговорот и поводот, нели, отворениот ден на Лајка во сабота, еве ми ги гостите, добро ни дојдовте. И јас би се надоврзал кога сме веќе нели кај бездомните кучиња, ни стигна материјал и прилог од Струмица, па некако би го најавил сега нели материјалот, а потоа ќе се навратиме овде во студио. Вели 700 бездомни кучиња заловени во Струмица за една година од нивното јавно претпријатие Лана. Велат дека во моментов има до 70% помалку кучиња на улиците. Сузана Мицева ни го подготви овој прилог, па да го погледнеме, а после ќе се надоврземе малку и за кај нас. Бездомните кучиња на територијата на Струмица се намалуваат, но пристигнуваат нови кучиња од други места, велат од Струмичкиот стационар за заловување и хуман третман на бездомни кучиња Лана. За една година од постоењето на стационарот Лана, од ова јавно претпријатие велат дека ситуацијата со бездомните кучиња е нормализирана и сметаат дека оваа појава во Струмица е под контрола. Од почетокот на работењето на стационар Лана имаме заловено вкупно 680 бездомни кучиња. Повеќето од нив се третирани, стерилизирани, вакцинирани и вратени на реон на заловување. Еден мал дел, околу 85 кучиња се вдомени. Мал дел се згрижени, околу 50 на кучиња. И еден дел се ефтаназирани, значи околу 80 кучиња имаме ефтаназирани, тоа се кучиња позитивни на лишманија и кучиња кои што не го положиле тестот за социализација. Во централното градско подрачје бројот на бездомни кучиња е намален за повеќе од 70%. Во смисла дека сите кучиња кои веќе се во градот се третирани. Немаме прилив на новородени кучиња, но за жал имаме прилив на новодојдени, т.е. донесени кучиња од други општини. Во секој случај бројката е драстично намалена. Заловувањето и третманот на бездомните кучиња е процес кој трае и во тој период се проверува здравствената состојба на кучињата, но и се регистрираат, со што се има увид во бројот на кучиња на улица. Целиот третман вклучува заловување на кучињата, се трудиме тоа да биде на најхуман можен начин. Во последните неколку месеци воопшто не користиме ниту дувалка, ниту сајла за заловување и се трудиме да биде тоа на начин кој нема да биде да ги стресира кучињата. По заловувањето кучињата се носат во стационарот, влегуваат во карантин, се проверуваат за микрочип. Кај кучињата кај кои ќе биде пронајден микрочип, значи се известува сопственикот и ветеринарниот инспектор. Останатите кучиња се обележуваат со ушна маркица, им се зема крв и се чекат резултати од ветеринарен факултет, испитување за леишманија. Позитивните кучиња, по добиените резултати, се ефтаназираат, а другите, останатите, влегуваат во протокол на стерилизација-кастрација, третман против внатрешни и надворешни паразити, вакцинација за беснило и за останатите болести познати кај кучињата, во кој период истите се понудуваат на вдомување. Доколку не се вдомат, кучињата се враќаат на реонот на заловување. Од јавното претпријатие Лана велат дека примарна цел останува да се намалува присуството на нерегистрирани кучиња во градот, да се заштитат кучињата на улица, а со тоа и да се минимизира опасноста од ширење заразни болести. Продолжуваме
враќаме назад со разговор во студио со нашите пријатели од јавното предпријатие Лајка, со кои што редовно се дружиме. Имаме цел да зборуваме за оние бездомни куќиња, куќињата на улица, да апелираме, да ве посоветуваме што да правите, каде да пријавите и се разбира она што е хуманата работа на која што постојано подсетуваме е да вдомите доколку имате можност некои од куќињата кои што се во нивниот стационар, па и оние кои што во меѓувреме се заловуваат, па и зошто не од оние кои што ви се во двор, што викаме нели или пред зграда. Добре ми дојдовте. Официјално, да се видиме и денеска петочки, некако поопуштено ни се гледа денот. Радмила Пешева и Стојле Велковски, ева официјално да ве представам. И Ванила. И Ванила. Момче Ванила. Дечко, денес ви го донесовме да пробаме да го вдомиме, затоа што е ваков убав и не заслужува да биде вратен на улица. Јас. Ја прокоментирав са бајле со колешката кога нели најавувавме дека ќе дојдете повторно со куче и дека од она што можеме да го заклучиме, сите кученца кои што ни биле гости во студиото имаат поголема шанса да бидат вдомени, да не речам се вдомени. Така што Ванила, не се секирај, за брзо ќе спиеш во некој дом. Откако ќе станат телевизиски звезди, полесно оди вдомувањето нивно. Така. Да, како што кажа, имаме отворен ден. Пред се да нагласам дека предпријатието е постојано секој ден отворено за посета. Администрацијата работи до 4 часот, меѓутоа со најава за да можат негователите да ве пречекаат, да се знае дека некој ќе дојде, може било кој да дојде до 7:30 часот, 19:30 и да види куче, да оствари средба со куче. А сега во сабота ќе имаме и гости, обично све посветени така на некакви хуманитарни акции ние и едукативни, ќе ни дојде најстариот извиднички клуб, односно дечињата, кои што тие пак во нивната програма исто некаква хуманитарно дело, оваја година решиле нас да не посетат, односно кученца кои што се згрижени, нели улични кучиња кои што се згрижени, и да остават некоја ситна донација за кучињата и ете во сабота нив ги чекаме и ги чекаме сите оние граѓани кои што ја следат нашата страна, кои што сакаат да вдомат миленик, да дојдат и да си остварат контакт со миленикот, да разговараат со негователите, со персоналот, за карактерот на кучето, се што ги интересира, нели, да ги упатиме за тоа како да се грижат околу својот нов член на семејство. Праксата на овие кученца кои што гостуваат нели во пракса дека имаат поголема шанса да се вдомат, го споменавме. Каква е праксата со посетата на Лајка од страна на дечиња? Дали тие имаат малку поголемо влијание дома и дали после посета на дечиња има да речеме повеќе заинтересирани семејства кои што се враќаат и нели се решаваат да вдомат некој? Од нашето искуство од минатата година, кога имавме редовно посета од училишта, едукативна посета и посета од градинки со општините, го правевме тоа. А и сега планираме, на пролет ќе биде таа едукативна кампања, Столе ќе може да каже и повеќе за тоа, бидејќи ќе учествува во истата. После тоа истите тие деца доаѓаат со родителите и сакаат да вдомат куче. Основно оно што им кажуваме дека треба да се вдоми, не да се купува, затоа што сите овие души бараат да припаѓаат некому. Ниедно не заслужува да биде вратено на улица. И замислете, ние тоа секогаш го викаме. Лајка е посветена на хуманиот третман, која што е нели во закон опишана и одредена. Ние работиме според законот за благосостојба на животните. И најдобрата завршница на хуманиот третман е вдомување на кучета. И сега замислете кога секој граѓанин што сака миленик би вдомил куче, Скопје нема да има бездомни кучиња. И токму заради тоа ги користиме овие прилики да можеме да го промовираме вдомувањето, затоа што навистина и решаваме комунален проблем, покажуваме хуманост, затоа што кучето живее покрај човек. Така. Столе, можеш да Ванила да го ослободиш, можеш, пошто не му е баш пријатно, нели? Слободно нека си шета ни студио. Да, може да те концентрира. Добро, Ванила. Види го сега, седи. Гледа телевизија. Интересно му е, интересно. Битно е исто дека со дечињата работиме на едукација, односно на одговорното сопствеништво, бидејќи сакаме од најмали да ги упатиме, да им ја доближиме проблематиката и на малите дечиња, да сватат зашто не чини да се напуштаат животните, односно кучињата, каде тие завршуваат, каква е нивната судбина и да ги сензибилизираме уште од најмала
од најмала возраст да сватат својата одговорност кога имаат миленици, пошто знаеме некогаш дома тато мама ќе сакаат кученце, па тато мама да им ги задоволат нивните барања, ќе им донесат кученце, па кога ќе сватат дека е обврска знаат и да го напуштат, и затоа посебно внимаваме и работиме и со најмалите категории да им објасниме дека доколку не се и самите одговорни, доколку не си ги преземат одговорностите како освен што бараат миленик, дека тоа е обврска, дека тој миленик може да заврши во стационарот. И на тој начин се обидуваме уште од најмала возраст да им ја вметнеме одговорноста како сопственици на миленици. Од друга страна, кога сме веќе кај овие едукативни посети од најмалите во лајка, дефинитивно придонесува и за да се надмине стравот од кучињата, кое што исто така многу ќе го потенцираме и многу битно. Ние им даваме насоки. Пред се Скопје знаеме, се соочува со проблем со бездомни кучиња на улица. Значи како да се однесуваат покрај бездомно куче, како да не се ја загрозуваат собствената безбедност, дека и тоа куче може да е исплашено. Значи им даваме многу практични совети во овие средби. И што е најбитно, најдобриот дел е што децата се сите воодушевени кога ќе дојдат со кученца. Значи, чувствувате среќа кај нив природно, децата ги сакаат животните. Ако надвор бегаат и викаат леде да не ме нападне, во лајка веќе се гушнати со истите кучиња. Не знае, тоа е експлозија на емоции со истите кучиња. Точно. Гледате колку децата природно се приврзуваат спрема животно и ние секогаш препорачуваме дека е корисно во едно семејство со деца да има миленик, затоа што се учиме на одговорност, се учиме и на емотивна одговорност, на секако е полезно и дополнително на тоа сме зборували за здравствени придобивки, дека тие дечиња што растат со животно се поотпорни на алергии и од друга страна позитива дома, која што само миленик може да ја направи, нели во сите ситуации кои што ги имаме. Јас би додала, извини Ненад, дека луѓето најчесто бараат мало кученце, меѓутоа не ја знаат предноста на возрасно куче да се вдоми. Возрасно куче е посебно благодарно кога ќе му дадете дом. Оно точно знае дека некој го згрижил и друго вдомувате куче кое што веќе знаете каков карактер имат. Разбирате, не може изненадување да доживеете. Ние кажуваме какво е кучето и бараме соодветно токму заради тоа и интервјуа, тој формулар што се пополнува. И средби со кучињата пред да ги вдомат, да имате процедура. Сакам и да споменеме и постојано спомнуваме дека не е ова ќе отидам, дај ми го тоа куче, ќе го земам, па не ми се допаѓа нешто, па чека да го вратиме. Во меѓувреме само ќе споменам дел од кучињата кои што се за вдомување од оној нов каталог, нели, така да го кажеме, веќе ги гледаме, така што ако си одберете нешто и покрај отворениот ден во лајка се отворени постојано, нели, за посета. Процедурата е прилично и малку посложена како што треба да биде. Процедурата е малце посложена, бидејќи сакаме прво да одбереме добар вдомувач, од една страна, од друга страна му даваме шанса на вдомувачот да си одбере кое куче е добро за него, да види по карактер, дали си одговараат по темперамент, по обврски и така натаму. Затоа имаме најмалку 2 средби со вдомувачите пред да дозволиме да се вдоми кучето, а откако се вдоми, исто остануваме во контакт и понатаму да видиме дали се социјализирало, адаптирало на новата средина и така натаму, доколку има некој проблем да оставиме можност, нели, да најдеме друго кученце што ќе се вдоми или ако е све во ред да си продолжи да си го чува своето кученце. Меѓутоа не сакаме по секоја цена само да се вдомуваат, него сакаме исто битно ние да најдеме добар дом и затоа се овие процедури кои се малку усложнети од претходно. Јасно, и да бидете сигурни каде го давате кучето и сигурни дека тоа ќе остане таму и нели ќе се чува до крајот. Какви предизвици имате во моментов? Ние во минатите гостувања, нели, зима е, па малку и апелиравме кај граѓаните што се однесуваат оние бездомни кучиња надвор, како да се однесуваат и како да им помогнат во овие ниски температури кои што се уште ги има во утринските часови. Какви предизвици имате вие во лајка? Просториите се генерално убави, средени од пред неколку години и така натаму. Има ли нешто што недостасува? Има ли нешто што треба да се, нели, да се работи, да се подобри за да може тие услови да се... Генерално нас ни треба повеќе простор, ни треба општините да соработуваат, општините упорно одбиваат, освен 2 да го исполнуваат својот дел, затоа што ние, верувајте, немаме друг извор на финансирање освен буџетот на град Скопје и придонесот од општините кој што е договорен со потпишаниот договор. Ние
многу поефикасни би ни овозможило многу да поголема, како да кажам, и флексибилност и ефикасност секако кога општините би го плаќале на доместот кој што договорната обврска според договорот. Предизвиците се бројни. Предизвиците се пред си надворешен фактор затоа што луѓето упорно фрлаат кучиња. Упорно фрлаат кучиња, упорно имаме локации, некакви горечки каде што треба дали да постапиме, да заловиме куче. Предизвик е и тоа што луѓето се склони порадо да купат отколку да вдомат. Значи тоа ни отежнува работата, ни се полни стационарот со кучиња кои што не можеме да ги вратиме на локација. Еве како овие од напуштена собственост, расни кучиња фрлени кои што идат на, нели, на инсерти, да, ги на гледам. инсерти. Расни кучиња фрлени, сакаат младо куче папи да вдомат. Безброј предизвици. Имаме закон, немање и неспроведување и таа што има законска регулатива не се спроведува. Треба подобрување на истата за да функционира одговорното сопствеништво, затоа што тоа неодговорното сопствеништво не извор на проблемот. И предизвиците се безбројни. И практично ние се повеќе се чувствуваме како Дон Кихоти во оваа работа. Еве сега ни се даде можност, повеќе активисти сме влезени во лајка и јас секогаш што го кажувам, ние сме емотивно вистински инволвирани со целото наше битие за овој проблем да се реши, затоа што со години работиме на него. И безброј се предизвиците, верувајте. Да, и верувам дека можете директно во проблемот да навлезете, затоа што, нели, како што спомена, со години сте инволвирани во сите оние проблеми кои што, нели, се појавуваат и ги има. Така, да се обидеме да им представиме малку полесно на гледачите, у суштина лајка е само една низа од синџирот, бидејќи имаме оние кои се носители на политиките, нели, кои ги носат законите и законските решенија, оние кои ги спроведуваат, тоа сме ние, јавното предпријатие лајка, и последната инстанца е контролата, значи институциите кои треба да ја вршат контролата. Нашата работа во средина зависи многу од овие два фактори, од законската регулатива како е донесена и од контролата на терен. Ние нашата работа мислам дека си ја работиме сосема задоволително, иако имаме, нели, низа предизвици, меѓутоа апелираме до институциите да има многу поголема контрола и да донесеме и подобри законски решенија со што ќе го оставиме проблемот под контрола многу побрзо него во моментов кога што имаме опции со постоечките закони и со постоечката контрола. А вака статистички, кои локации прават најголем проблем? Има ли локации каде што упорно има голем број на оставени кучиња? Има, расадник во кисела вода, во Ченто има проблем, таму на некој кружен тек, јас не го знам Ченто, некаде се знаат адресите, фрлаат кучиња исто така и во аеродром, до Волисиче. Во Новолисиче кај Лиза центарот фрлаат кучиња, таму гледаат постојано нови. Одеднаш 10 нови ќе се појават. Значи, не е тоа нормален прилив на кучи. А тоа може ли некако да се санкционира ако некој сликне пријави, се сними од страна на видеонадзор? Се веќе се гледа. Баравме МВР да ни помогне со читање на камери, меѓутоа они рекоа дека немаат законска основа дислоцирање на куче да го казнат никако. Така што и кога би имале доказ за тоа, затоа што ова е подојава од граѓани, виделе дека комбе донело кучиња и плюс ги гледаме тие дека не се скопски, затоа што ние скопските мешанчиња ги препознаваме, тие се мешанчиња од моментално популарните раси, или од хаска, или од лабрадор, од ретривер, од некое салонско куче, сега одеднаш имаме некакви азијати, планински селски кучиња. Исто имаме најдено кучиња со чип од Република Албанија, од Косово и така натаму, од други држави кои се чипирани во странство, а тука се напуштени у Македонија. Така што имаме и таков тип на проблеми. Добро, преку тие чипови може да се открие и да се санкционира тој. Па видете, за сите тие други работата е што градот Скопје и ние имаме не само на едно место во законот сме спомнати дека ние треба да се грижиме за бездомни кучиња. Меѓутоа, ако видите сите други точки кои што го контролираат овој проблем, имено и чипот, тоа е работа на Агенцијата за храна и ветеринарство. Агенцијата не ги раздолжува тие кучиња што се со македонски сопственички чип кај нас заробени, разбирате? Да. А камоли некое куче од странство. Значи, агенцијата комплетно потфрла во било каков сегмент за контрола, а според законодавецот таа е овластена за врши контрола и да ги спроведува сите
овие закони кои што се однесуваат на проблемот со куќињата и со иматели на куќиња и како се генерира проблемот за едно куќе да стане бездомно. Па види, ова не е некоја нова ситуација во Македонија. Генерално сигурно има на светско ниво најдено решение како треба да се постапи и што да се направи. Има и кај нас сите тие механизми треба да се променат. Значи треба да се подобри законодавството за да можат општините да си го земат проблемот во своји раце. Вака општините плаќаат одштети, а реално немаат ингеренции да го контролираат проблемот. Односно во случајов наш е градот Скопје. Општините се комплетно изземени од било каква одговорност, иако во законот се цитирани подеднакво како градот Скопје. Значи ова е една, како да кажам, една правна иницијатива која што треба да се упати до некаква висока судска инстанца за да почне поинаку да гледа на овој проблем. И да им се обратиме и до граѓаните, да им кажеме да бидат свесни дека секој едно куќе фрлено на улица, градот го кошта десетици илјади евра после неколку месеци. Едно куќе со 4 мали куќенца е минимум 1000 евра да се спроведе третманот, да се залова, да се стерилизира, И не да само се вратат. тоа, и гризнување, и напад, градот го кошта, Бога ми го кошта. Така што тоа се сепак и негови пари, и наши пари на граѓаните и еден трошок кој што е Убаво тотално кажа, тоа се неоправдан. нашите пари кои што се трошат за... Точно така. И мислам дека граѓаните и оние кои што можат да видат тој што напушта миленик или што знаат кој ги фрла милениците да апелираат да постапуваме против таквите неодговорни сопственици, бидејќи тие се главниот извор на напуштање и тие се главниот извор на проблемот. Јасно. Несовесноста нивна нас не чини многу пари. Јасно. Добро, оваа тема е широка, но убаво е вака помалку да ја начнеме со цел повторно да стигне онаму каде што треба се надеваме, но и граѓаните да бидат малку повеќе информирани, па некако овој апел највеќе ќе стигне кај нив најбрзо. Па само со информација може да делуваме на проблемот да се решава. Јасно. Точно така, и за крај да ги повикаме уште еднаш сите граѓани, бидејќи во стационарот има малинова куќиња, има расни куќиња ротвајлери, има мешанчиња прекрасни, мали, големи, секакви за сите за сите генерации, за сечи потреби, така И во натаму. секакви услови, И во секакви услови, нека дојдат, слободно ќе им избереме најдобар миленик за нив. Така, еве нека биде тоа сабота, зашто да не, нека убав биде сабота. ден, убаво време, утре и се разбира посетете ги лајка и в домета миленик, а сите информации поврзани за актуелните кампањи кои што ги имате ги следиме на социјалните мрежи, а следиме и овде во Утриска, така што ќе биде причина повторно да се видиме брзо. Ти благодариме. Ви благодарам. Почитувани гледачи, Топшоп, па потоа ќе се префрлиме во другиот дел од нашето студио да подготвиме еден интересен оброк. Време е за јадење, не може гладни да работиме. Снежа Велков ќе ни биде гостинка денеска, што благо ќе сготви, затоа што таа претежно благо го прави, ќе да знаеме за неколку минути.